почитувани дами и господа, почитувани припадници на средствата за јавно информирање. Од свое лично име, од името на вооружените сили, изразувам огромна благодарност за присуството на конференцијата на генералот Кристофер Каволи, кој е командант на силите на Соединените американски држави во Европа, но истовремено и врховен командант на сојузничките сили на НАТО во Европа. Во текот на денот разменивме информации и податоци како учесници на повелбата, Соединетите американски држави, ние и постојаните членки Црна Гора, Хрватска, Босна и Херцеговина и Албанија за мирот, безбедноста, просперитетот на регионот и сите можни форми на соработка кои ги очекуваме во периодот кој предстои. Во текот на вчерашниот ден имавме билатерална средба со командантот, генералот Каволи, на кој повторно ги реафирмиравме нашите заложби за партнерство соработка во иднина, имајќи го во предвид фактот дека Соединетите американски држави беа, се и ќе останат наш најзначаен стратегиски сојузник на сите полиња, особено и од доменот на одбраната, вооружените сили, разговаравме за можните идни соработки, продлабочување и интензивирање во периодот кој предстои. Уште еднаш изразувам голема благодарност за командантот генералот Каволи, кој е наш гостин овие 2 дена. Благодарам, господин генерал. Thank you, General. Благодарам многу, генерале Ѓурчиновски, благодарам за тоа што бевте домакин на овогодинешниот настан. Оваа година Северна Македонија навистина направи прекрасна работа со тоа што ги сближи началниците тука. Благодарам на сите земји членки и земји наблюдувачи кои што учествува на уште една продуктивна конференција на САД Јадранската повелба. Би сакал да се заблагодарам на армијата на Северна Македонија за тоа што е домакин на овај настан. Земјите членки Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска и Северна Македонија со земјите наблюдувачи Косово и Словенија се собраа тука на оваа годишна конференција за да продолжат со успешниот диалог и соработка. Дискутиравме за важни прашања од одбраната, како зголемување на кибербезбедноста, зголемување на интероперативноста и учеството во меѓународните мисии, операции и вежби. Станува збор за историски времења и живееме во историски времења. Руската агресија и терористичките групи представуваат најсилната закана за алијансата. Со цел да се бориме со оваа закана, членките се обврза дека ќе продолжат со своите обуки и вежби со сојузниците и партнерите. Во рамките на 20 годишнината на оваа повелба продолжуваме со нашата соработка и даваме придонес во одбраната и регионалната безбедност на сите. Соединетите американски држави ги поддржуваат напорите на земјата и напорите на реформите за исполнување на критериумите на НАТО и уште еднаш ја потврдуваме политиката на отворени врати на НАТО и членот 10. Од нејзиното основање пред 20 години, оваа повелба даде поддршка на земјите од Југоисточна Европа во стекнување на НАТО членство. Би сакал да се заблагодарам за вашата плодна работа, ви благодарам многу за вашето учество на оваа конференција, ги поздравуваме вашите напори, напорите на вашата земја за унапредување на модернизацијата на опремата во вашата земја. Врските кои што ги создаваме тука ќе продолжат во иднина и ќе ни помогнат во засилување на работата на ова тело. Ви благодарам многу. Изјавите поради агендата треба да продолжат со други активности. Благодарам уште еднаш на вашето присуство.